На политичката сцена мора да се закопаат секирите и да се намали јазот меѓу политичките конкуренти. СДСМ мора да почне да учи од грешките, инаку не може да се надева на успех. СДСМ прерасна во партија на лица кои, не нудејќи решенија и заради омрза, заради лични хирови и фрустрации, создаде тема која мислат ќе ги амнестира во некоја историска дистанца за нивните неуспеси и катастрофални резултати. Мнозинството од нивните челни луѓе се класични неработници, арогантни и упорно одбиваат да прифатат дека во нив е грешката. Те народот им е крив, те меѓународната заедница сега им е крива и слично. Беа во Брисел, им кажа и таму дека бојкотот не е решение и дека ова е лошо за државата. И време е да сватат дека не може вака. Ова мора да престане. Ова е лошо за државата и за секој нејзин граѓанин. И самите тие го знаат тоа. Јас сум спремен да им помогнам да излезат од оваа каша. Јас сум спремен да им понудам пакет кој ќе ги адресира сите нивни грижи, исто како што прифативме на нивно барање и она понижувачко одбележување со мастиво, само за да се увера дека нивниот неуспех не лежи во тоа. Единствено што барам од нив е да престанат со ова деструктивно однесување за државата и за сите граѓани во неа. Јас подавам рака. Нивно е дали ќе ја прифатат. Македонија мора да оди напред, а СДС мора да се однесува одговорно. Но и ние ќе бидеме одговорни и ќе работиме да го исправиме се она што реално го имаме како проблем. Но тие негираат кристална победа од над 200.000 разлика. Тоа не им проја ни кај ни во партија, ни никаде. Па ќе се заборави Заев и вика, и се да беше понивно, пак ќе изгубеле, само поразот ќе бил со помала разлика. Па пак утредента не признаваат избори. И диктатура било. Срамота е тоа. Потребно е одговорно и сериозно работење. Ние сме силни и ние не се плашиме да подадеме рака за доброто на државата.